од моето досегашно адвокатско искуство во бракоразводни парници, забележливо е дека најчести причини за развод на брак се економските причини, односно економската ситуација во која што се наоѓаат брачните другари. Како на пример, немање на свој сопствен стан за живење, па живеат или кај родителите на едниот или кај родителите на другиот брачен другар, па доаѓа до судир на генерации, па плюс ако во текот на бракот брачните другари имаат и заеднички деца или евентуално деца од други бракови, тогаш таа конфликтност интергенерацијска се зголемува. Но не е само економскиот фактор во прашање. Брзината на живење, неможноста брачните другари да се посветат доволно еден на друг, односно на семејството, односно на децата, исто така доведува до конфликтност во рамките на брачната заедница, која што резултира со развод на брак. И секако тука се и другите причини, прељубата на едниот или на другиот брачен другар, понатака здравствените проблеми и така натака и така натака. И секако во последно време многу актуелна е темата на семејното насилство, така што една од причините за развод на брак е и семејното насилство, кое што е во зголемен обем и се поприсутно во денешното семејство. Статистички повеќе покренува бракоразводна парница брачната другарка, односно сопругата. Претпоставувам дека таа и најмногу е изложена на сите оние проблеми со кои што се соочува брачниот пар. Како адвокат и како професионалец препорачувам спогодбен предлог за развод на брак, кога веќе шансите за опстанок на бракот се никакви, односно минимални. Ова го велам од причина на тоа што кај спогодбениот развод на брак конфликтноста во текот на бракоразводната парница е помала, постапката е поедноставна и брачните другари полесно поминуваат низ целата онаа постапка, односно низ целиот оној процес кој што е регулиран во Законот за парнична постапка, а кој што се однесува на судската постапка за развод на брак.